Проблемот со живеењето на земја и во облаци ескалира во мигот кога оние од небото се обидуваат на оние кои цврсто газат на тлото, да им објаснат како од горе се изгледа неверојатно поинаку од очигледното. Во некои региони како што е Гевгелија, Кавадарци, Штип, веќе е тешко да се најде работна сила. Ова извитоперено портретирање без нималку содржинска па и естетска дистанца од реалната слика представува само еден од изолатите на вистината, кои се користат како парадигма на едно владење. Денеска можам да констатирам дека имавме помал број на граѓани со нови проблеми. Интерпретацијата на Цветковата констатација води до фактот дека поголем број граѓани сепак си имаат стари проблеми. Тоа пак не носи до нивниот извор, кој според логиката на нештата е лоциран во светото тројство на злото. СДСМ, Сорос и нивното вомбрачно дете СЈО. Шансата за спас од овој крволочен трилинг треба што поскоро да се искористи, бидејќи се позабележливо е нивното зголемено присуство, кое може да предизвика трајни оштетувања на функционалната идила. Оно е диво, гладно е и оно дека најде таму прае. Во таа фронтална битка е недозволиво настрана да останат оние што сесредно одработуваа за доброто. Тие мора бргу да ги зацелат раните и да му се стават на располагање на докторот од полиција, кој се уште наоѓа оправдување покрај тоа што состојбата станува алармантна. Убеден сум дека се сите од здравствени причини, барем оние за кои јас сум информиран, знам дека се од и посериозни здравствени причини, некои од началници дури на хируршки интервенции имаат заминато. Некои од началниците се тука. Тие и натаму се обидуваат да мобилизираат со употреба на добро познатите, ама прочитани формули за мало извртување на фактите и фалсификување информации. Некаде околу Пладне, координаторот на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз Горан Сугаревски од говорницата во прес-центарот на Собранието и официјално извести и ја достави иницијативата за распуштање на Собранието. Латас? По иницијатива на ВМРО-ДПМН дадена вчера, денес СДСМ побара распуштање на парламентот. Латас? Александар. Латас? Александар. Латас, како што кажа и во најавата на иницијатива на ВМРО-ДПМН, пратениците се договорија Собранието да се распушти. Пировата победа обезбедена со помош на медиумско кривотворење не е доволна сатисфакција за екипите на теренот, кои бараат посеопфатна операција против глутницата. Слободно си одат тука онатат, значи не бегат, не онатат. И тука не презема никакви мерки. Ајка да се организира, да дојдат, да прошетат, да онаат, да се истепа, да се намали што друго. И на крајот, кога ќе се повлече линијата, ќе се направи есапот. Стоката не е крива, него е крив газет.